Во процесот на инвитро ние правиме една контролирана хиперстимулација на јајниците кои што можат да го направат ендометриумот, онаму кај што треба ембрионот нели да си залегне, да го направат да не биде пријатна атмосфера за ембрионот, туку да биде непријателски расположен према ембрионот и да не го прифати. И затоа кога ќе се замрзнат, тогаш се насочуваме конкретно само на матката и конкретно само на тој ендометриумот да го направиме пријатна средина, расположлива средина да го прифати ембрионот кој што ќе се вгнезди внатре во него и ќе продолжи да се развива во живот. А во принцип, во секоја фаза од развојот на ембрионот, технички ембрионот може да се замрзне. Од првиот ден до 5-тиот, 5-6-тиот ден може да се направи замрзнување на ембрион. Ние замрзнуваме ембриони по нашиот протокол, значи на 3-тиот ден или на 5-тиот ден од развојот на ембрионот, заради тоа што гинеколозите претпочитаат трансферот да го прават во овие денови. Во Добро здраве подкастот и овој пат е замрзнат. Замрзнуваме меѓутоа од хумани причини, замрзнување на ембрионите со нашата Frozen, ембриологот Мимоза Хаджи Крстева и нашата домакинка доктор Татјана Гуржанова. Аџи Гуржанова. Аџи Гуржанова, да. Ќе зборуваме повторно за една многу битна тема, за оние кои што навистина ги застега како до еден потенцијално квалитетен начин да се реши и днината на вашето потомство, а тоа е со процесот на замрзнување на ембрионите. Да почнеме со доктор Гуржанова, како или да почнеме. Спојуваме, ајде, да, како иде тоа сперматоизот, јајце клетката, па ембрионот, па ќе се префрлиме на ембриологот, на Frozen. Па после тоа ембриологот ќе ни објасни тоа како изгледа на клеточно ниво. Процесот на замрзнување на ембрион, значи за да се добие ембрион поминува низ инвитро постапка. Еден пар, нели, или доколку пациентката се одлучи да биде самохран родител со дониран семен материјал, тогаш нели се не е пар, туку пациентката поминува низ инвитро процес, значи поминува некои стимулации од 10 дена кога се даваат тие инекции за да се стимулираат јајниците, да се колку што може повеќе фоликули пораснат, кои што тие фоликули понатака во самиот процес на инвитро ќе се пунктираат под контрола на ултразвук и од нив после тоа целата таа фоликуларна течност што ќе се добие со пунктирањето ќе се даде на ембриолозите да видат колку јајни клетки, каков квалитет на јајни клетки и после тоа да тие јајни клетки ги оплатат со процесот на икси метода или со процес доколку на пример се работи за пар кој што се соочува со некој посериозен машки фактор, со некои од методите каде што се селектираат и поквалитетни сперматозоиди како што е зимотот. Јас зборувам конкретно за она што го работиме и како што го работиме во нашата клиника, заради тоа што секоја клиника има различен пристап на третман за инфертилитет. Значи, во природен циклус, пошто многу пати го добивам тоа прашање, морам ли да примам инекции, ако се прави инвитро на природен циклус, може да се добие 1 до 2 јајни клетки, но за да добиеме повеќе јајни клетки, со поголема шанса за поголем број на ембриони, а со тоа и поголема шанса за ембрион кој што ќе даде живот, е најдобро да се примат инекции, да се стимулираат тие јајници да ги пораснат сите фоликули кои што се регрутирани во тој циклус, менструален циклус. После пункцијата ние можеме процесот да го завршиме веднаш со ембриотрансфер или така наречен свеж ембриотрансфер, а исто така доколку заради одредени причини, например, немаме услови како што треба за да се направи свеж ембриотрансфер во процесот на инвитро, например нема хормоните се во дисбаланс голем, или заради самиот процес, или во матката има промени кои што нема да дадат успех, како што се полипи, или септуми, или миоми, или едноставно развојот на хормони на ендометриумот не соодветува, нели дебелината на ендометриумот не соодветува на развојот на ембрионот и заради тоа очекуваме негативен резултат. Значи во целиот инвитро процес, доколку ние очекуваме негативен резултат доколку вратиме свеж ембрион, ги замрзнуваме ембрионите. Да се барат оптимални услови. Оптимални услови, значи не е само да се добие добар ембрион, туку и да се добие да има квалитетни услови кадето ембрион ќе се врати.
Потоа, втората причина за замрзнување е ние враќаме добар квалитетен ембрион или ембриони, матката е добро припремена, хормонскиот баланс или дисбаланс не е толку развиен, односно гледаме дека сите услови ни даваат очекување за успех, но имаме вишок ембриони. И заради тоа што ние не знаеме кој е вистинскиот ембрион, а тогаш велиме најдобро е да се замрзнат останатите ембриони, а ќе ни објасни после и Мими со каков квалитет ембриони се замрзнуваат, зошто се замрзнуваат со најдобар квалитет, нели, и така натака. И третата причина е заради генетско испитување на ембрионите. Значи, она што го зборевме во еден од претходните подкасти за методите на генетско испитување на ембриони, исто така е преку процесот на инвитро. Значи, самиот пар или пациентката треба да помине низ целиот тој процес на инвитро, да дојдеме до ембриони од 5-ти ден развој или развој на бластоциста, фаза на бластоцист, и на нив после се зема дел од материјалот, што мислам дека исто во претходните подкасти го имаме опишано, се зема дел од материјалот и тој се испраќа за различен тип на испитување, дали PGT-A, дали PGT-M или PGT-SR, значи SRI, така да различни начини на испитување се прави. И тогаш исто така ембрионите се замрзнуваат. Морам да кажам и да потенцирам дека поголем процент на успех имаме со замрзнати ембриони отколку со свежи, заради тоа што во процесот на инвитро ние правиме една контролирана хиперстимулација на ениците кои што можат да го направат ендометриумот, она му каже што треба ембрионот нели да си залегне, да го направат да не биде пријатна атмосфера за ембрионот, туку да биде непријателски расположен према ембрионот и да не го прифати. И затоа, кога ќе се замрзнат, тогаш се насочуваме конкретно само на матката и конкретно само на тој ендометриумот, да го направиме пријатна средина, расположлива средина, да го прифати ембрионот кој што ќе се вгнезди внатре во него и ќе продолжи да се развива во живот. Која воопште тоа буквално И затоа и гледаме ви по нашите статистики дека имаме поголем процент на успех со замрзнати ембриони отколку со свеж ембрион. Заради контролата, заради концентрацијата, техниката. Зашто не можеш две добра, нели? Едното ќе го направиш, ама другото ти се расипува. И не може да се контролира така. Затоа е подобро кога имаме строго контролиран процес, а тоа е сепак поконтролиран процес со замрзнати ембриони отколку со свежи ембриони. Јас би рекла, сакала пациентите да знаат пред се дека процесот на замрзнување на ембриони е безбеден. Тоа не е многу битно да знаат пациентите дека е тотално безбеден и за ембрионите, значи и за ембрионите од кога ќе се одмрзнат, дека е безбедно да забременат со ембриони кои што биле претходно замрзнати. И за нивното понатамошно здравје. Да, често добиваме прашање или дали ембрионите се со добар квалитет, дали ќе се фатат, дали понатаму доколку се фатат ќе се развива добро плодот. Значи замрзнувањето не влие безболен и безбеден и не влие замрзнувањето понатаму нели на развојот, односно не може да го наруши развојот понатаму на ембрионот доколку се фати во матката. Тоа е првото нешто што би сакала да го знаат пациентите. Второто е дека и самите пациенти бараат да имаме замрзнување на ембриони доколку имаме поголем број на ембриони. Ние во пракса замрзнуваме, односно враќаме 1 до 2 ембриони при трансферот, доколку имаме повеќе, ние ги замрзнуваме. Значи поголеми шанси се. Да, тоа има некако да кажем како некоја резерва или надеж дека доколку овој пат не успеат со свежи ембриони, дека имаат се уште замрзнати, кои што нели во одреден момент кога ендометриумот ќе биде спремен, ние ќе ги одмрзнеме и ќе ги вратиме. Во принцип, во секоја фаза од развојот на ембрионот, технички ембрионот може да се замрзне. Од првиот ден до 5-тиот, па и 6-тиот ден може да се направи замрзнување на ембрион. Ние замрзнуваме ембриони по нашиот протокол, значи на 3-тиот ден или на 5-тиот ден од развојот на ембрионот, заради тоа што гинеколозите претпочитаат трансферот да го прават во овие денови. Сега ако сме замрзнувале ембриони на 6-тиот ден од развојот, меѓутоа нели подоцна ќе се врати кога ендометриумот би бил спремен како за 5-тиот ден за да се направи трансфер. Пред се битно ембрионот има добар квалитет, за да не дојде до никој оштетување подоцна при одмрзнувањето. Затоа на пациентите замрзнуваме и им објаснуваме дека би замрзнале ембриони само доколку се со добар квалитет
на третиот ден, исто така и на петиот ден, само доколку стигнат до фазата пластоци со добар квалитет. Што би значило тоа добар квалитет? Значи да има добра делба на клетките, значи рамномерна делба, да ги имат сите карактеристики кои што се потребни за еден квалитетен ембрион да може да биде замрзнат. Тоа се гледа микроскопски? Да, тоа го гледаме преку микроскоп, значи доколку е на третиот ден, како следиме секој ден како се развива ембрионот, дали е синхронизирана делбата, дали делбата имаме 8 клетки, доколку е на петиот ден гледаме бластоцистата, значи дали има inner cell маса, дали има добар трофектодерм, и во тој случај препорачуваме на пациентката да се замрзне. Доколку ембрионот е со послаб квалитет, со поспор развој, значи нешто не е во ред со самата делба на клетките, не би го препорачале замрзнувањето. И тогаш што оди ако има резервни, ако не повторно биме направиле тоа во некој друг период кога ќе биде со оптимални услови пациентката. Да, доколку немаме добри ембриони, не би ги замрзнале, тогаш во тој случај пациентката би си направила повторна стимулација. Значи ако нема тогаш не значи дека следниот пат нема да има подобри. Да, не значи. Но сепак има проширување на палетата на испитувања. Тогаш кога немаме на пример доволно добар квалитет и доволен број на квалитетни ембриони, тогаш велиме дека треба генетски да се доиспита, заради тоа што одредени грешки може да направат проблем во развојот на самите ембриони. Значи, и на сперматозидите и на јајните клетки, зашто ембрионот не настанува како спојување. Пакет аранжман фактички. Пакет аранжман помеѓу на спојување помеѓу јајна клетка и сперматозиди. Значи има дополнителни истражувања, испитувања за да се предвидат понатамошните процеси на успешно замрзнување на ембрионот. Да. Кај пациентите, па да, и кај пациентката и кај пациентот, сперматозидот и... Секако, за да го утврдиме квалитетот на ембрионот, односно да утврдиме дали ембрионот е генетски здрав, можеме да направиме предимплантационо генетска тестирање, односно PGT, пред да биде замрзнувањето, подоцна го замрзнуваме ембриончето и кога ќе добиеме резултат, кој ембрион не е здрав, во тој случај тој го одмрзнуваме и го правиме трансфер. Значи замрзната јајце клетка, замрзнат сперматозид, го замрзнат ембрион. Поточно мора да кажеме дека не е тоа замрзнато. Значи поради тоа што ќе многу замрзнување, многу кристали, многу оштетување. Сите овие процеси се одвиваат освен на спермата со процес на витрификација. Значи тоа што излекување на течноста, на вода, на вишок од вода, мумифицирање. Сега го користиме техниката на витрификација, односно брзо замрзнување на ембриони и на гамети. Тој процес е безбеден и многу брз, многу веќе рутински не нас процесот на замрзнување на ембриони. Под одредени услови, температура, сето и секунди, како иде тоа фроузен, колку секунди треба? Да, сега да кажем дека исто така ембрионите си ги чуваме на минус 196 степени во тече назад. Овде во нашата клиника, во делот од лабораторијата кој што е наменет за криопрезервација на биолошки материјал. На сперматозидите им треба помалку секунди, нели, затоа што нема толку течност. Секако кај сперматозоидите, одмрзнувањето и замрзнувањето е, како да речем, за нас можеби полесен метод, бидејќи имаме поголем број. Со јајните клетки и со ембрионите сме ограничени во бројот, секако понежни се, значи поделикатно се работи со нив, може да дојде до оштетување, затоа повеќе внимаваме и сакаме добро да го изведеме самиот процес на одмрзнување и на замрзнување. Кај ембрионите имаме значи процент на успех на одмрзнување од 95 до 98%, што значи многу ретко може да дојде до оштетување на ембрионот. Значи што би рекол доктор Роберт Грейс, мажите се од Марса, жените се од Венери. Различни сме во зародишот. Да, на ниво на клетка. Доктор Ужанов, имаме уште нешто да додадеме, да одземеме? Ќе додадеме во некоја наредните емисии, сигурно ќе ги повторуваме темите. Јас би сакала да додадам, извинете што ја прекинав, еден интересен факт, можеби за гледачите, неодамна имаше во светот, нели, ембрион кој што се одмрзна после 30 години. Да. Значи, ембрионот бил создаден пред 30 години и сега беше неговото одмрзнување, каде што успешно се одмрзна, таа жена се забремени и роди. Ете. Така да можем да кажем дека ембрионите и јајните клетки сега и сперматозидите може да се чуваат неограничено долго и да се останат во наследство. Да, па токму ова беше во наследство, го дадоа на аdoптирање, нели, на фактички ембрионот беше даден на посвојување од друг пар.
Ова во Америка се случи, после 30 години, значи, го дадоа, пошто ембрионот припаѓал на самата болница, такви се законите таму. И тоа е многу интересно. Многу интересно. Сепак, ние во нашата клиника препорачуваме до 5 години, заради тоа што можеби, нели, за да не се изгуби, нели, контактот со пациентите, тие да бидат тука, значи сепак да не пусатат, нели, да кажат дали сакаат ембрионите да се чуваат, или можеби те сакаат да се уништат. Едноставно да бидеме во контакт, да ги следиме, нели, техниките, сега како бил замрзнат процедури. Да, како, нели, бил замрзнат ембрионот, да нема некои промени, нели, во самите техники од мрзнување, замрзнување, медиуми и слично. Така да препорачуваме, нели, до 5-6 години да биде замрзнат, да бидат замрзнати ембрионите, па доколку сакаат и повеќе од тоа, нели, да бидеме во. Но сепак да се веќе во рамките на тие 5 или 6 години да се одлучат што ќе прават понатаму, да. Би сакала и ова да го додадам. Значи, кога имаме повеќе ембриончиња, дел од нив, нели, се замрзнати, кога пациентите ќе се остварат за прв пат како родители, доаѓаат после неколку години за да направат, нели, уште еден трансфер за второ дете. Интересен е моментот тоа што ние, нели, тие се сите ембриони заедно во еден момент направени и се близначини. Само што едното би било, нели, родено порано, за разлика од другото кое што ќе биде роден после неколку години. Кога тие би се вратиле во истиот период, тогаш тие би биле близнаци. Но сега се близнаци, но физиката, просторот и времето игра улога на тоа да едното се роди, дојде на овој свет порано, а другото дојде подоцно. А во суштина ние избираме во суштина биолошки се близнаци. Од истиот материјал. Од истиот генетски материјал во исто време. Во истиот момент, да. И во ист простор, од тој јајник во тоа време. И ова се феномени, а вакви феномени, научно докажани, кои се во експанзија и се повеќе ги слушаме, имате привилегија да ги слушате на нашите подкасти, кои се тоа како битни за нашата иднина и иднината на светската популација. Затоа следете не, гледајте не, особено вашите колеги кои може да добијат инспирација. Да, јас си би рекла дека само популацијата која е заинтересирана за нашите подкасти, да, прво ние сакаме да го пренесеме ентузијазмот кон нашата публика, дека се бавиме со толку еден прекрасен дел од медицината, која што е фактички чиста наука. Значи, нема тука само рутина, нема клиника, туку има баш наука. И тоа наука што се бави со најсовршеното нешто, создавањето на животот. И затоа мислам дека овие информации што ги даваме покрај тоа што се однесуваат на нашите пациенти да одлучат вистински и во вистинско време што треба да направат, дел од информациите ќе бидат корисни за нашите колеги, со кои што можеби ќе зголемат својата љубопитност со одредена тема, ќе ги зголемат своите знаења во одредена област и со тоа ќе доведат до поголема среќа на своите пациенти. Така да благодариме на сите, и на нашите пациенти, на нашите гледачи и на нашите колеги кои што ги следат овие подкасти.